Кратки најави за денешниот дневник. Се одржа 45-тото издание на Илинденскиот пливачки маратон. Традиционално околу Илинден, Охрид го живее шпицот на сезоната. Журките и концертите го наполнија полицискиот билтен. Повторно гори на Плаќенска планина. Со ретроспективна изложба одбележани 100 години од раѓањето на големиот Вангел Наумовски. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денеска имавме тропски ден. Преовладуваше сончево и многу топло време со максимална дневна температура до 34 степени. Во текот на ноќта петок кон сабота ќе преовладува претежно ведро и топло време. Утре во централна, северна и југоисточна Европа, како и локално на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за поројни дождови. Во останатите предели претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Утре во северните и централни предели на Балканскиот полуостров ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Во јужните и источните предели ќе превладува сончево време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 30 до 36 степени. Во Македонија во сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Во попладневните часови локално во северните и источните предели се услови за слаби локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен западен и северозападен ветар кој што ќе достигнува брзина и до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат од 12 до 25 степени, додека пак максималните дневни од 29 до 39 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Минималната температура од 19 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 33 степени. Во Охрид во недела и понеделник претежно сончево со појава на локална облачност и топло време. Утринската температура од 18, односно 16 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 30, односно до 31 степен. Во Охрид во вторник ќе превладува сончево и топло време, минималната температура од 16 степени, додека пак дневната ќе се искачи до 32 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпа Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата.
Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Традицијата продолжува. Денеска се одржа 45-тото издание на Илинденскиот пливачки маратон на патеката Горица Охрид во должина од 2,5 км. Неуспешни во главната трка во машка и женска конкуренција беа Петар Цеков од пливачки клуб Вардар од Скопје и Сара Јанковик од пливачки клуб Скопје. Петар Цеков од пливачкиот клуб Вардар и Сара Јанковиќ од пливачкиот клуб Скопје се победници на главната трка на годинешниот традиционален илинденски маратон, што по 45-ти пат денеска се пливаше во водите на Охридското езеро. Во конкуренција од 60 на пливачи од земјава и од странство, тие утрово први во својата категорија ја испливаа патеката долга 2,5 км од кај плажата Горица 1 до градскиот кеј. Петар Цеков постигна време од 29 минути 19 секунди и 53 стотинки. Честит Илинден, а сите македонци кои празнуваат. И чест ми е да бидам дел од Илинденскиот маратон. Чест ми е што го победив. Четврти пат го пливам. Најбрзата во женска конкуренција Сара Јанковиќ патеката ја преплива за 32 минути 18 секунди и 68 стотинки. Честит Илинден, супер, тренираме цело време и за летен распис кога се маратоните. Супер е чувството и супер беше водата, е пријатно за пливање и времето е убаво. Најдобри пак од охридските пливачи беа Ведран Томчев од пливачкиот клуб Аква Спирит и Валентин Тренески од пливачкиот клуб Охридски Бранови. Имам 17 години, прв пат го пливам маратонот во Охрид и ми е голема чест што го испливав. Иако не сум маратонец, сепак искуството беше одлично и може би дошол пак за подобро време. Исто имам 17 години, исто сум од Охрид. Пети маратон ми ова што го пливам и супер е. Добро искуство. Наградите на најдобрите пливачи им ги врачи председателот на Советот на општина Охрид Перчо Божиновски. Огромна е честа и задоволството да се присуствува на овој традиционален илинденски маратон, кој што секоја година по повод големиот празник Илинден се одржува во водите на Охридското езеро. Пливањето како еден спорт кој што навистина е значаен за самиот Охрид, кој што треба да се негува од млади години, навистина е од огромно значење, меѓутоа со тоа даваме и пиетет на еден настан кој каков што е нели Илинден, а со тоа и промоција на самиот град, на самиот туризам, а всушност и на негувањето на здравиот и спортски дух кај младите. Брендон Мекинли е македонски зет кој секоја година со семејството доаѓа во Охрид токму за одржувањето на маратонот и неколку години самиот учествува во трката. Ова е прекрасен настан. Ми се допаѓа надпреварувачкиот дух кај сите овие деца кај клубовите. Многу сум среќен што сум дел од овој маратон. Им благодарам на сите што учествуваат во неговата организација.
Маратонот се одржува во организација на Клубот за спортови на вода Охридски бранови 2008, а под покровителство на Советот на општина Охрид. Илинденскиот пливачки маратон има голема традиција. За прв пат се одржал пред 70 години. На првата трка победил познатиот македонски пливачки маратонец Нико Нестор. Традицијата за малиот пливачки маратон датира негде 54 година. Значи на група ентузијасти Славе Филе, Влеко Радич, Нико Нестор, Цане Паскали, Карадимчи и останатите. Значи како курозитет ќе го земе 83 година како податок Билјана Стајковиќ победила на тој маратон и денеска истата, значи 2024 година зема учество ќе пливат на денешниот маратон. Илинденскиот пливачки маратон на Охридското езеро е трета трка од македонскиот куп во далечинско пливање. Општина Охрид ги одбележува двата Илиндена, 121 година од Илинденското востание и 80 години од првото заседание на АСНОМ. Денеска беше положено цвеќе пред спомен обележјата на илинденците во градскиот парк и кај Прентов мост, а во селото Плаке се одржа историски час и културно-уметничка програма. Чествувајќи го 2 август, денот на Републиката, значи дека се уште тлее идеалот на двата Илиндена во нас. И се додека тоа е така, значи дека се уште ја прославуваме љубовта кон татковината. 2 август е денот кој би обединувал уште од минатото, денот кој не инспирира и кој значи продолжување на делото што нашите славни предци го започнаа. Се вели во честитката до граѓаните која по повод големиот празник ја упати градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков. Ноќта спроти Илинден традиционално во Велгошти се одржува пригодна културно-уметничка програма и положување на свежо цвеќе пред споменикот на илинденците. На манифестацијата Ноќ спроти Илинден настапија ученици од основното училиште Живко Чинго од Велгошти, танцов перформанс има членовите на школата за танци Соната, а настапи познатата македонска виолинистка Сања Здјелар. Традиционално околу Илинден, Охрид го живее шпицот на сезона. Градот е преполн со туристи. Раздвижено насекаде во вечерните часови, посетителите идва и се разминуваат на Охридското шеталиште. Младите во огромен број се забавуваат на концерти и журки до раните утрински часови. Традиционално околу Илинден Охрид го живее шпицот на сезона. Градот е приполн со туристи, раздвижено насекаде. По вечерните часови посетителите идва и се разминуваат на Охридското шеталиште. Туристичките работници генерално се задоволни од сезоната. Велат во Охрид нема слободни соби ниту апартмани, а целосна исполнетост ќе има до средината на август. Капацитетите се 100% исполнети. Во текот на оваа недела мислам дека и нема слободна соба во Охрид. Мислам дека и приватниот сместувачки капацитет и хотелите се полни до последната соба. Домашната публика тука е секако застапена. Имаме гости од нашава држава. Меѓутоа сведоци сме дека имаме многу помлада публика. Овој период најбројна е младата популација од земјава, кои доаѓаат за големиот број концерти и фестивали. Но има туристи од европските земји: Холандија, Англија, Полска, Турција, Чешка. Од Холандија. Остануваме овде 15 дена. Голем одмор, првпат сме овде. Сум била овде пред 5 години. И еве сега повторно, навистина многу е убаво. Ми се допаѓа. Јас сум од Турција. 3 дена сме овде, убаво е многу. Многу одлично. Неким сме да се одиме. Неким домодоам. Светлина. Да. Да, и луѓето многу се љубезни, да. Редици народ пред маркетите и пекарите, метеж во сообраќајот, гласна музика насекаде, на собрани друштва во парковите до раните утрински часови. Ваква е сликата деновиве во Охрид, градот со капацитет од околу 40.000 легла за туристи. Метеж по охридските улици, голема посетеност на шеталиштата, на градскиот кеј низ Охридската чаршија. Посетеност има и на охридските плажи. Голем број полициски службеници и медицински тимови на Црвениот крст деновиве ќе се грижат за безбедноста на посетителите. Журките и концертите го наполнија полицискиот билтен.
Синоќа во 23 часот и 45 минути за време на музички концерт на спортскиот центар Билјанини извори во Охрид приведени се две лица на возраст од 20 и 18 години и двајцата од Скопје, кои го нарушиле јавниот ред и мир со физичка пресметка во која се вклучиле и други лица од Скопје. Против сите учесници во нарушувањето ќе бидат поднесени соодветни пријави, информираат од секторот за внатрешни работи Охрид. Во 23 часот вчера при контроли извршени на музички концерт на спортскиот центар Билјанини извори, полициски службеници од одделението за недозволена трговија со дрога при СВР Охрид, кај 21 годишно лице од Охрид, пронашле и одзеле опаковка со бела прашкаста материја. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од секторот. Во 22 часот и 50 минути вчера на музички концерт кој се одржуваше на отворен простор на улицата Кленоец во Охрид, полициски службеници од одделението за недозволена трговија со дрога при СВР Охрид, кај 30 годишно лице од Прилеп, пронашле и одзеле марихуана, додека кај 20 годишно лице од Скопје пронашле и одзеле опаковка со бела прашкаста материја. По целосно документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР. Во 4 часот изутрина пак во ноќен клуб лоциран на булеварот Железничка во Охрид нарушен е јавниот ред и мир со физички напад. Инцидентот се случил помеѓу две лица од Охрид. По документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Повторно гори на Плакенска планина. Во општина Демирхисар врз пожарот на Илинска планина се действува со 5 ер-трактори. Еден ер-трактор е на Дирекцијата за заштита и спасување, 2 германски и 2 шведски, информираат од Центарот за управување со кризи. Додаваат дека на тешко пристапниот терен на земја пожарот го казнат локални пожарникари со поддршка на местно население. Пожарот на Илинска планина избувна на 26 јули помеѓу селата Слоештица, Брежани и Плаке, пошто на 2 пати беше ставан под контрола, последно во вторникот на 30 јули. Денеска предпладне на територијата на Република Македонија активни се 6 пожари на отворено и шумски пожари, информираат од Центарот за управување со кризи. Синока на полноќ во галеријата Охридска порта Љубица на големиот празник Илинден беше отворена ретроспективната изложба на слики од Вангел Наумовски по повод 100 години од раѓањето и 70 години од првата самостојна изложба на уметникот. Магичноста на уникатната Охридска порта Љубица синоќа повторно не собра заедно да искажеме должна почит и да ја одбележиме 100 годишнината од раѓањето на Вангел Наумовски, магот на ликовната уметност и еден од најголемите творци на Охрид и Македонија во 20 век. Истакна во својот говор градоначалникот Кирил Пецаков на свеченото отварање на ретроспективната изложба на полноќ. Чествувањето на великиот Вангел Наумовски со отварањето на ретроспективната изложба на неговите дела ја покажува нашата сегашна определба, а воедно е и аманет за идните генерации, делото на големиот уметник за секогаш да биде запаметено во колективната меморија на Охрид и Македонија, кажа Пецаков. Тој искажа благодарност до семејството Наумовски за вонредните напори во подготовката на изложбата, со која уште еднаш на граѓаните им е овозможено да уживаат во безвременската убавина на делата на големиот Вангел Наумовски. На самата манифестација беа прикажани и архивски материјали, филмски приказ за поезијата од Вангел која го открива охридскиот сликар и како создавач, како творец, а имаше и презентација на универзумот на Вангел Наумовски од Трајко Митрицки која представува инспирација од уметник за уметник. На изложбата која ја организира семејството на Наумовски со поддршка од општина Охрид, достојно му се оддаде почит на безвременскиот уметник, сликарот од бајките, кој го призна светот. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 26 лица од затворите во САД, Русија, Германија, Полска, Словенија, Норвешка и Белорусија беа разменети како дел од големата размена на затвореници во Турција. Тоа е најголемата размена на затвореници меѓу Русија и Западот од студената војна наваму. 10 затвореници, од кои 2 малолетници се префрлени во Русија, 13 во Германија и 3 во Соединетите Американски држави.
Американскиот председател Џо Бајден и потпредседателката Камила Харис во петокот вечерта по локално време ги пречека американскиот новинар Еван Гершковиќ, поранешниот американски војник Пол Вилан и новинарката Алсу Курмашева. Припадници на семејствата и пријателите на тројцата ослободени затвореници исто така беа во воената воздухопловна база Ендрус во близина на Вашингтон и реагираа со овации при нивното пристигнување. Чувството е прекрасно да им се посака добре дојде назад на американско тло, рече Бајден. Американскиот председател истакна и посебна благодарност до земјите како Германија и Словенија, кои преку нивното дејствување ја овозможиле размената на затворениците. 16 лица беа ослободени од руските затвори во четвртокот, меѓу кои 5 германци и 7 руски државјани кои беа политички затвореници во сопствената земја. Москва, за возврат, доби поранешен висок полковник, како и неколку лица обвинети за шпионирање и сајбер криминал. Рускиот председател Владимир Путин ги пречека ослободените затвореници на московскиот аеродром Внуково. Сите ќе бидете номинирани за државни признанија, рече тој во обраќањето до нив. Повторно ќе се сретнеме и ќе разговараме за вашата иднина. Сега би сакал да ви честитам на враќањето во татковината, истакна Путин. 2 авиони со ослободени затвореници според новинската агенција ДПА слетале на аеродромот Келн-Бон во четвртокот околу 23 часот. Таму ги пречека германскиот канцелар Олаф Шолц. Турција го блокираше пристапот до платформата Instagram, соопшти денеска регулаторот за инфотехнологија без да ја прецизира причината или време траењето на забраната, поради што мобилната апликација на платформата стана недостапна. Овој потек уследи по коментарите на турскиот представник за комуникации Фахретин Алтуин во средата, која критикуваше платформата за, како што ја нарече, одлуката да се блокираат објавите за сочувство поради убиството на Исмаил Ханије, клучен функционер на палестинската милитантна група Хамас. Ова е цензура, чиста и едноставна, изјави Алтун, директор за комуникации на турското председателство, додавајќи дека Инстаграм не наведува никакви прекршувања на политиката за своите постапки. Матичната компанија на Instagram, Meta Platforms, не ја коментираше веднаш забраната или коментарите на Алтун, пренесува Индекс. Турската управа за информатичка технологија и комуникација ја објави одлуката на својата веб страница, наведувајќи дека Instagram.com е блокиран со одлука 2 август 2024 година без да даде дополнителни детали. Instagram има повеќе од 50 милиони корисници во Турција. Австралиската полиција денеска соопшти дека запленила 900 килограми синтетичка дрога метамфетамин со продажна вредност од околу 538 милиони долари, која била сокриена во индустријски машини увезени од Соединетите Американски држави. Британските медиуми пренесуваат дека во акцијата полицијата уапсила 31 годишен маж од Сиднеј, осомничен за шверцот на метамфетаминот и му одредила притвор. Официјални лица истакнаа дека истрагата продолжува и дека може да извршат повеќе апсења, а заплената на дрогата следела по анонимна дојава и разузнавачки информации од Американското министерство за внатрешна безбедност. Екстремните горештини убиваат најмалку 175.000 луѓе годишно во Европа, каде температурите продолжуваат да растат брзо, предупреди Светската здравствена организација. Европа е меѓу регионите со најбрзо затоплување во светот, а температурите се зголемуваат речиси двојно побрзо од глобалниот просек. Луѓето во европскиот регион плаќаат највисока цена за екстремните горештини, предупреди директорот на СЗО за Европа Ханс Анрик Луге. Екстремните температури ги влошуваат хроничните состојби, вклучувајќи кардиоваскуларни, респираторни, цереброваскуларни болести, менталното здравје и состојби поврзани со дијабетес, рече Клуге. Проценките на Светската здравствена организација покажуваат дека има речиси 489.000 смртни случаи поврзани со топлина ширум светот секоја година, од 2000 до 2019 година. Во европскиот регион отпаѓаат 36 од 100 тие смртни случаи или во просек 176.000 секоја година. Севкупно смртните случаи поврзани со топлина во регионот се зголемија за речиси 30% во текот на изминатите 2 децении. Клуге ги повика земјите да развијат акциони планови за топлина и здравје, кои се клучен процес за адаптација, за да ги направат заедниците поотпорни на топлотните бранови. Во моментов повеќе од 20 земји во регионот имаат слични планови, но тоа не е доволно за да се заштитат сите заедници, предупреди Клуге. Огранокот на СЗО за Европа исто така развива своји упатства за акциони планови, кои треба да ги поддржат националните и локалните власти во воспоставувањето на сопствени планови. Тука е крајот на првото
издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!